Леле, пак ме бара Ема. Пак ќе ме моли да одиме кај Маја. Ало, каже Ема. Не, јас не одам кај Маја. Ема, нема моли, јас не одам кај таа прчка. 100 пати ти кажам. Затоа што не можам да поднесам. Да, знам каде живее, а ти каде си сега? Пред продавницата за подароци. Уште подарок да ја купиш. Аха, пред продавницата за подароци. Се гледаш ли уличката од твојата лева страна? Добро, оди по неа, потоа свети десно, другата уличка десна и втората куќа од лево е куќата на Маја. Нема нешто. Чао. Добре, што гледаат сите во таа Маја, во таа прчна, како прво на ништо не личи. Висока е како бандера, слаба е како чачкарица, косата е виткана и густа и личи на грмушка. Очите се големи како на камила. И да, сини се. Устата е секогаш напречена, сите не гледа некако од високо. Како второ, не разбирам зашто и машките од клас годуваат по неа. Гледа пак Ема. Мама. Како тоа нема Маја? Не е можно. Односно се е можно. Сигурно е рекла на мајка и да не те пуштам натред. Ти реков јас да не одиш кај таа прчна. Чекај малце Ема. Ти кога беше пред продавницата за подароци, беше свртена со грбот или со лицето? Со лицето. И по овој пат сврти се со грбот, оди по уличката од твојата лева страна и повтори го истото што ти го кажав. Добро е сега, јас не сум ти крива, Ема. Чао, исклучувам. Не сум ми крива, само ти се јавувам. Не си ти крива.